Солзи и болка за нивните врсници кои ги загубија животите во трагедијата во Кочани. Студенти од Македонија кои студираат во Солун, како и грчки граѓани, се собраа нешто по 12 часот на плоштадот Аристотел. Држејќи во рацете црни балони, транспаренти со имињата на загинатите и надписи "Молете се за 59 жртви во Кочани", одржаа 60-минутен молк, по 1 минута за секоја жртва во смртоносниот пожар, вклучувајќи го и возачот на брзата помош кој ги превезувал повредените. Охридјанката Деспина Колевска, студентка во Солун, рече дека овој собир е одржан за да се изрази сочувство и солидарност со Кочани и семејствата на загинатите. Sadly, we have to come together as a unity, as a community, but that's what makes us strong, as a community to express something like this. Болката е уште поголема кога грците се присетуваат на трагедијата од пред една година кај Темпи, каде загинаа 57 лица. Είναι για τα θύματα, για τα παιδιά μας. Εγώ αισθάνομαι σαν είναι δικά μου παιδιά. Ο πόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ζούμε εδώ στην Ελλάδα, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Όπως ήμασταν μαζί με τα θύματα από Τέμπη, είμαστε μαζί και για τα θύματα από Κότσανη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ στην Ελλάδα που μας βοήθησε και με τα δικά μας παιδιά και ακόμα μας βοηθάει σε μεγάλο βαθμό. Είμαι πολύ στεναχωρεμένη, δεν μπορώ να μιλήσω σωστά. Το εύχομαι ο Θεός να δώσει δύναμη στους γονείς. Γι' αυτό ζητάω από το Θεό να τους δώσει μόνο δύναμη, τίποτα άλλο. Sad, angry, I don't know. My emotion is... Се бара пронаоѓање и казнување на одговорните лица за несреќата која зеде толку многу млади животи, инаку 12 повредени од пожарот во Кочани се лекуваат во Грција.